Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што се разбира ќе ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Денеска многу често пати кога се дискутира со одредени личности и често пати се поставува прашањето а кој е вистината? Кој е патот? Имав една таква можност да разговарам со една жена која што беше длабоко ранета во незиното срце и разговаравме за одредени работи за незиниот живот и зборувавме точно за Бога. И незиното прашање всушност беше а кој е вистината за да можам да ја знам и кој е патот каде јас можам да се движам и да верувам. Иако Библијата зборува дека и самиот Исус зборува дека тој е патот, вистината и животот. Кога добро ќе ги анализираме сите работи, ќе увидиме дека ниедна историска личност на овој свет, па ниту еден великан или цар, не рекол дека тој е патот, вистината и животот. Христос ја имал таа можност, Месијата, кој бил долго очекуваниот и најавениот од самите пророци, имал можност да речи дека тој е патот, вистината и животот. Во Евангелието на Матеј 28 глава Исус вели: ми се даде секаква власт, како на небото, така и на земјата. Што сакам со ово да кажам? Дека Христос ја имал таа власт да каже дека тој е патот, вистината и животот и дека секој кој верува во него ќе има живот вечен. Многу често пати Исус го повторувал ова, кога ние ќе го читаме Евангелието на Јован, ќе видиме дека често пати Исус зборува за овие нешта, дека само во него ние можеме да имаме живот вечен. Затоа многу е важно да го следиме него, затоа што тој единствено е само патот, вистината и животот и дека само преку него имаме живот. И не само што тој ни обезбедува живот, туку тој ни го обезбедува Царството Божјо. Но, зборуваме за доста исклучиво интересна тема. Тема која што верувам дека е од голем благослов или дека носи некаков благослов врз нашиот живот. Почитувани, верувајте ми дека оваа тема е доста мотивирачка тема. Тема, светла тема, која носи светлина на овој свет. Со самото Христово раѓање доаѓа светлината на овој свет. Затоа што самиот Исус вели дека тој е светлина на овој свет. Пророците најавуваја во Стариот Завет, во кој што ние целото време се користиме од самото Свето Писмо. Ве молам, почитувани, читајте го Светото Писмо. Само една работа да појаснам по оваа прашање. Многу често пати луѓето размислуваат дека постојат повеќе Библии. Не, постои една Библија, која е составена од Стар и од Нов Завет. Затоа земете ги Библиите, можеби кои ги имате дома, и земете ги Библиите кои ние ги издаваме. И видете ги, седнете, разгледајте ги. Дали постои разлика или тие се истите? Кога зборуваме за Бог, Библијата вели дека тој не се менува. Јас длабоко верувам дека ниту зборот Божи се менува или дека постои некаква разлика. Нема твоја, нема моја Библија. Библијата е една и таа е Божи збор, доаѓа од самиот Господ Бог. И плюс тоа, Бог е автор на самото Свето Писмо. Како што реков, кога зборуваме за Библијата, за Словото Господово, ни открива многу работи. И Стариот Завет ни зборува за многу работи. И кога ќе го видиме ова Божјо раѓање, колку било важно и дека тоа Христово Божјо раѓање донело светлина на овој свет. Затоа е многу важно. Тоа дете кое се раѓа, за кое што пророкот Исаија и сите останати пророци, па дури самиот Бог се најавува преку пророци дека тој ќе дојде и ќе донесе благослов и светлина на овој свет. Ако се уште одиме во темнина
Исус вели, секој кој оди во темнина, не знае каде оди, се сопина. Но секој кој врви по мене, ќе има светлина во својот живот. Тој е светлината на овој свет. Затоа е многу важно да ги предадеме нашите животи во негови раце. Во Витлеем речиси пред 2000 години се случи најголемото дело во историјата на човештвото, а тоа е што Бог ја посети нашата планета и всушност ја откри неговата суштинска љубов кон човекот. Во Евангелието на Јован, 3 глава, 16 стих, Библијата вели: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него не да погине, но да има живот вечен. Потоа, Жал Калвин вели дека состојбата ќе беше очајна ако Бог не се симнеше до нас. Ние не ќе имавме можност воопшто да се скачиме до него. За овие нешта зборува и Стариот Завет. Не само да на еден начин ја видиме тезата на Калвин, туку оваа теза за која што зборува Калвин е инспирирана преку Светиот Дух и поврзана со Божите принципи или Божите стандарди кои ги имаме како во Стариот Завет, така и во Новиот Завет. Затоа внимавајте дали нештата се поврзуваат со Библијата. Потоа во Евангелието на Јован самиот Исус вели дека никој не се искаше на небото освен Синот човечки кој слезе од небото. Значи, самата Библија ни зборува за тоа Христово доаѓање, дека Бог преку Дева Марија доаѓа во личноста на Исуса Христа. Тој преку Светиот Дух доаѓа, ја засенува Марија и се раѓа тоа свето и чисто бебе. Исус бил единствената личност која се родил на овој свет, меѓутоа без грев. Зошто? Затоа што бил засенет од Светиот Дух. Можеби ова е малку доста интересантно, но во некој од наредните емисии ќе можеме исклучиво да зборуваме, се разбира, за овие нешта. Кога ќе се роди Христос? Видовме, Словото Господово ни го открива сето тоа. И рековме дека зборуваме исклучиво за две клучни и многу важни прашања, кои ќе дадат одговор на нашите прашања. Кога ќе се роди Месијата и каде ќе се роди? Веќе минатата емисија видовме кога ќе се роди Месијата и каде ќе се роди. И ова вечер сакам да се послужиме со зборот Божи. Како секоја вечер, почитувани, ве молам во името на Господа, барем сите оние кои што ќе ја слушате емисијата Гласот на вистината, дали оваа вечер или подоцна, во некој од наредните вечери, ве молам пред вас, земете да го Светото Писмо и видете ги стиховите, како од Стариот Завет, така од Новиот Завет, кои ви се пласирани. Видете дали точно ви се пласирани. Дали оно што го зборувам во минатата година, па и сите други останати години, но конкретно за 2022, еве 2023, дали сите стихови, сите нешта кои што ги зборувам се со Божите принципи и Божите стандарди кои произлегуваат, се разбира, од Светото Писмо. Ова на вас го оставам да вие проверите и ми пишите. Ве очекувам или да ми пишите, или се разбира да се јавите. Каде ќе се роди Месијата? Ќе видиме и ова емисија, уште неколку старозаветни пророштва, се разбира, за Божјото раѓање. Ќе се послужиме повторно со неколку стихови од неколку старозаветни книги, а потоа и ќе се послужиме со Новиот Завет, се разбира, ако времето ни дозволи. Ако не, продолжуваме од наредната емисија, емисијата насловена како Глас на вистината. Ќе отвориме во 2 Самуилова, значи ќе отвориме во 2 Самуилова 7 глава.
Ке читаме од 12 па се до 17. Повторувам, 2 Самуилова, 7 глава, ке читаме од 12 па се до 17. Тоа е една старозаветна книга која што зборува, се разбира, за сторијата на Израел и на царевите и пророците. Еве што ни вели Словото Господово. А кога ќе завршат тие дни, или твоите дни, и ти ќе починеш кај твоите татковци, а јас ќе го воздигнам по тебе, твоето потомство, што ќе произлезе од тебе или од твоите бедра, и ќе го засврстам, се разбира, царството негово. Тој ќе го издигнам од домот на моето име, и јас ќе го утврдам престолот на царството негово за секогаш. Јас ќе му бидам татко, и тој ќе ми биде син. Ако сгреши, ќе го казнам со стап човечки и со удари на синовите човечки. Но по милоста своја нема да ја кренам од него, како што ја кренав, се разбира, раката од Саул, кога јас го отврлив пред лицето твое. И ќе бидам непоколеблив, твојот дом и твоето царство за секогаш пред лицето моје и престолот твој ќе останат, се разбира, Библијата вели за секогаш. Сите овие зборови и целото тоа видение Натан, се разбира, му го кажа на Давид. Библијата ни открива кои се овие двајца личности. Според Словото Господово, според сите историски податоци кои се запишани во Библијата, Давид бил царот на Израел, а Натан во тоа време бил пророк, Божи пророк, кој му ги утврдува и му ги кажува сите овие зборови. Сетете се дека Исус е син Давидов и затоа тој му зборува за тој вечен престол кој ќе биде за секогаш. Точно се мисли на Месијата. Еве, ние со Божја помош ќе се потрудиме, значи, да дадеме плюс уште неколку стихови кои се запишани во Стариот Завет. Ги има многу, но ние ќе можеме уште неколку со Божја помош, се разбира, ако времето ни дозволи, да ги разгледаме барем од Стариот Завет. Ајде да отвориме во Псалам 89. Псалам 89, ќе читаме 3 и 4. Еве што ни вели Словото Господово. Јас поставив завет со моите избраници. Му се заколнав на мојот слуга Давид. За вечност ќе го одржам твоето потомство од род во род и ќе го утврдам или ќе го зацврстам, се разбира, твојот престол. Ево, овие се веродостојни докази дека точно зборува за тој престол од каде треба да произлезе оној кој вечно, се разбира, ке владе. Еве заедно повторно да отвориме во книгата на пророкот Еремија, 23 глава, ќе го читаме 5 стих. И еве што ни вели Словото Господово. Еве, доаѓа време, вели Господ, и ќе му издигнам на Давид фиданка и ќе го зацерам царството и ќе го поставам мудро и ќе суди праведно, се разбира, на земјата. Потоа ќе отвориме во книгата на пророкот Езекил, 34 глава, ќе го читаме 23 стих. И еве што ни вели Словото Господово. И ќе поставам над нив еден пастир, што ќе ги паси. Слугата мој Давид, тој ќе ги паси и тој ќе им биде пастир. Потоа во Михај ќе прочитаме 5 глава, 1 стих. Еве што вели Словото Господово.
но ти Витлееме Ефратов, иако си најмел меѓу илјадници јудејци од тебе, ќе ни излезе оној кој ќе владае во Израел и чи потекло е од почетокот или од вечноста. Еве неколку старозаветни стихови кои верувам дека ќе придонесат и тоа како за наше разбирање, всушност за тоа Божјо раѓање на овој свет, дека Месијата треба да дојде, се разбира, во личноста на Исуса Христа. Поради интерес на времето, ние малку дури повеќе појдовме, ќе застанам тука, но сепак разгледајте ги сите овие старозаветни пророштва кои што јас веќе ви ги дадов во сите овие емисии, па и одредени стихови ви дадов од Новиот Завет. Ке продолжиме наредната емисија со стихови кои што веќе се исполнуваат во Новиот Завет, се разбира со доаѓањето на Месијата. Затоа, имајте убава и благословена вечер, Господ со вас, убав сон и Бог нека ве благослови во сите наредни денови и тој да биде со сите вас. Амин.